Дојавите за бомби не престануваат, граѓаните не веруваат во системот. 5-ти месец речиси секојдневно аларм за старт на денот е нова дојава за поставена експлозивна направа на бројни локации која никој не знае од каде и зошто доаѓа. Паника се создава кај учениците кои алармираат да се најде решение, за да може соодветно да се реализира наставата. Се надевам дека Министерството и конкретно надлежните институции би можеле да пружат некакво решение што мислам дека доцни во контекст на тоа што би требало дури ова да се направи пред почетокот, знаејќи дека и во соседна Србија имаше вакви слични дојави и како сега би порачал само дека би било добро да се земе помош од партнерите наши од НАТО и од Европската унија. Граѓаните најмногу стравуваат за своите деца и не баш веруваат дека институциите на системот се доволно моќни да го решат проблемот. Оваа држава не знам више што е безбедно, што не е. Верувате ли во институциите на системот дека може побрзо на подобар начин ова да се разреши? Не. Па сега за нив сам стравувам нормално, али тоа е, нема што. Ако има стварно тоа, не знам. Ако не реши тој што го прави тоа, тешко. Значи, институциите не може да го решат тоа. Какви бомби? Што не открија барем една. Тоа е све мафија. На децата е тешко, на децата. Во меѓувреме, од Министерството за образование и наука им кажаа на училиштата да ги зајакнат контролите, а кога ќе се случат дојави да има онлайн настава наместо целосен прекин. Социолозите алармираат дека целиот воспитно-образовен процес е доведен до прашање. Не смееме да дозволиме да имаме изгубени генерации или генерации кои што нема да имаат не само доволен фонд на знаења, ќе имаат еден вид на морален и вредносен вакуум во контекст на ова што го говориме. Како утре тие ученици, млади личности, ќе ја гледат довербата кон институциите на системот кога гледаат дека кон било која велам институција, кога гледаат дека довербата е клучна вредност, клучен сегмент, кога гледаат дека со месеци не се разрешува одредена проблематика, која што е круцијална за нивото нормално функционирање. Целта на постојаните дојави е да се создаде паника и недоверба, сметаат експертите. Од друга страна, Македонија станува небезбедна држава во очите на меѓународниот фактор. Според професорот Златко Димовски, терминот хибридна војна го плаши населението и не треба да се користи толку слободно од страна на надлежните. Мора да сватиме дека сајбер просторот ние ќе треба соодветно да го заштитиме. Да најдеме модалитети, постојат модалитети, тоа се навистина достигнувања, тоа се научно-технолошки достигнувања кои што треба да ги искористиме кај нас и да понудиме одредени решенија, да инвестираме во сето тоа и во кадар и во соодветни ресурси кои што би биле од материјална природа, за да можеме да одговориме на современите предизвици кои што понатаму би ги имале, затоа што не верувам дека ќе се застане на ова ниво. Првата лажна дојава се случи на крај на октомври минатата година. Првомета на дојавите беа основните и средните училишта, пошто почнаа да се речиси на секаде и скоро секој ден. Од власта досега слушнавме само дека станува збор за хибридна војна и дека се работи на расчистување на случајот.